Штипски Исар се бори со граѓанската несовесност. Ноќеска непознати и несовесни кршеле на популарната пешачка патека покрај Брегалница. Од скоро време дрворедот пред 2 недели беше посаден. Веќе имаме искршени 3-4 дрвца од несовесни граѓани. Овде се скршени и клупите. Значи украдена е чешмата. Секојдневно имаме штети. Искршените дрвца и урбана опрема беа причина за нервоза и осуда од страна на оние кои направеното знаат да го почитуваат. Само е срамота во што го прават. Прават го за добро за народот, они го кршат. Тоа не чини. Треба на сите луѓе свест да проработи дека ова е за народ, не е за стока. Очигледно дека туѓата несовесност некого го заболело, па луѓе кои што имаат осет за она што е заедничко и наше се обиделе штетата да ја санираат, па од утринава синоќ искршените дрвца изгледаат вака. Но вакви се малкумина. Многу поголем е бројот на оние кои ниту жалат, ниту пазат, ниту за нешто водат сметка. Во првото 4 месечи од годината 2015 имаме сменето околу 120 даски. Тоа се кошта пари. Шафови даски, фарбање, луѓе. Имаме сменето преку 30 лулашки, преку 100 метри ланец. Имаме сменето на лулашките, ограда. У пари изразено некаде околу 120.000. Можејќи тие пари да ги инвестираме во други, ние мора да земеме несовесните граѓани што кршат да поправаме тоа што е сега ставено. На овој начин, освен на Исар, штета ни се нанесува и на сите нас. Граѓаните треба да бидат партнери на јавното претпријатие Исар и на локалната самоуправа, бидејќи се тоа што се овде инвестира и што се гради е од нивни пари, прераспределено домакински и да самите тие да уживаат. Фактички од нивните пари си кршат и уништуваат. До сега ниту еден не е фатен или казнет за несовесност и кршење на урбаната опрема, нешто на што мора да се стави крај. Во спротивно, без казни и санкции, совеста на поединци очигледно не се буди.